Добар ви ден, добри луѓе, добре дојдовте на уште едно патување на нашата емисија Везилка низ нашата убава Македонија. Овој пат ве носиме во источниот крај на Македонија, поточно во Овчеполието, кој што е втора по големина житница на Македонија. А најголемо населено место е токму градот Свети Николе и општината Свети Николе.
Драги мои, ова, иако е многу мало градче, ова е волшебно градче, затоа што во него велат имало 300 чуда. Од развиен туризам, рурален туризам, екотуризам, културен туризам. И се разбира, токму овде можете да го пробате највкусното јагненце. Затоа што, знаеш ли, Спасени, како дошло до името овчеполие? Ајде да слушнеме. Затоа што во минатото тука се одгледувале многу стада на овци и затоа е познато Светиниколското јагне. Но тоа не е се. Секако ова е идеална површина за одгледување на винова лоза. Токму тука ќе ги пробате и највкусните специјалитети со винова лоза, но и производството на вино. А поради одгледувањето и на сончогледот, овде имат и своја собствена индустрија за производство на масло. И уште што не. Од убаво по убаво. Токму така, драги мои, денес сме во едно прекрасно мало градче кој што го носи името на нашиот еден од најпознатите светци Свети Николе, але дали знаете како е настанато името? Според преданијата, во Свети Николе постоеле околу 40 цркви за време на Османлиското царство, кој што османлиите ги уништиле, останала само една, токму црквата Свети Николе, и токму по таа црква го носи градот името Свети Николе. И не само тоа, тука има многу познати личности од сите сфери, од политички, од културни, од музички, како на пример Лазар Колишевски или можеби нашиот најпознат спортист Кире Лазаров. Што се однесува до музиката, тука го имаме, од тука е роден мојот драг колега, нашиот драг колега, еден од најпознатите музички пејачи Душко Георгиевски, кој што ќе имаме прилика да го слушнеме во текот на оваа емисија, но и многу други убави песни, затоа останете со нас до крај, драги мои. И воедно да се заблагодариме на Фокус Бенд за учеството во емисијата Везелка и уживајте во нашите содржини.
Свети Николе се наоѓа во средишниот дел на областа Овчеполе и лежи на 305 метри надморска височина. Градот е оддалечен 28 км северозападно од Штип, 34 км североисточно од Велес и 40 км јужно од Куманово. Легендата поврзана за ова место вели дека во Свети Николе постоеле околу 40 цркви. За време на османлиското владење сите цркви биле уништени, само единствената која останала била црквата Свети Никола. Затоа името на овој град е Свети Николе. Според објавената книга Свети Николе, главната населба во Овчеполската котлина, името на населбата е поврзано не само со животот и делото на чудотворецот Свети Никола, туку и пренесувањето на неговите мошти. Свети Николе, како средишно место на поголемиот дел од Овчеполе, како населба датира уште од античкиот период. Првобитно населбата била сместена североисточно од денешната црква Свети Стефан, поради мочурливото земјиште и нездравите услови за живот, во крајот на 3 век пред нашата ера, населбата била преместена на десната страна на Свети Николската река, во месностите Рудина, Свети Спас и денешното Рецко Маало во градот. Најверојатно античкото име на населбата било Пробатон. Во средновековните пишани извори, прв пат Овчеполе како населба, тврдина и пошироко Овчеполието како област се споменува во 13 век. Во 1246 година Никејската војска покрај другите места во Македонија го зазела и Овчеполе. Во 1292 година во населбата, која се уште го носи името Овчеполе, била изградена црквата посветена на чудотворецот Свети Николај, а многу веројатно е дека за оваа градба влијание имала уште постара црква посветена на чудотворецот. Дури во средината на 19 век населбата Свети Никола добила пазарен ден и прераснала во градче. Градот тогаш почнал популацијски да расте и во 1900 година броел околу 2500 жители. Денес Свети Николе ја има главната градска и парохијска црква Свети Никола, црквата Свети Прохор Пчински, која што е преосветена во 2011 година и која изворно го носела истото име Свети Никола, па пона е наречен самиот град. Во центарот на градот, веднаш пред музеот, се наоѓа и споменикот на заштитникот на градот Свети Никола. Плоштадот Илинден зафаќа површина од околу 1500 метри квадратни. На западната страна од плоштадот се наоѓа паркот кој го носи името Александар Серафимов, а на јужната страна од плоштадот се наоѓа домот на културата Крсте Петков Мисирков. Низ Свети Николе поминува новоизградениот автопат Штип-Скопје, кој што е пуштен во употреба во 2019 година. Јас да го изгаснам, моево срце рането за тебе болува, и врела солза не може да го излекува.
snegovi, da nagraditi smije, nežno te miluva, a mene teško mi je, bez tebe ne možem dušo, ne možem da te zaboravam, ogan što gori v gradive, jasno go izgasna. Mojevo srce rane to za tebe boluva, ni vrela solza ne može da go izlekuva. Ne možem dušo, ne možem da te zaboravam. Драги наши гледачи, лично во емисијата Везелка и првиот наш соговорник е токму градоначалникот господинот Дејан Владев и таткото и мајката на општината Свети Николе. Добро ни дојдовте и ние добро ви дојдовме, градоначалнику. Како сте? Благодарам на прашањето. Добро дојде на целата ваша екипа во нашата општина и се надевам дека се чувствувате убаво во нашиот прекрасен град. Прекрасно, толку интересно, од секогаш во градот Свети Николе жителите биле добри домаќини. Секогаш се портите широм отворени и секогаш уживаме овде. Да ни кажете збор два, градоначалнику, нас посебно тоа ни интересира. Како е животот во општината Свети Николе? Кои се важни, значајни случувања во градот? Кои се активностите на општината Свети Николе? Значи, Свети Николе е мало градче, мирно градче, во кој што се добродојдени сите добронамерници. Ние сме добри домаќини и по тоа сме познати не само во Република Македонија, ни туку и многу пошироко. Иначе градчето брои некаде околу 15.500 жители по последниот попис, кои што се претежно 99% чисто македонско население со православна вероисповест. Градот обстојува претежно преку, како што кажавте претходно, нели, овчеполието е втора житница во Република Македонија, земјоделието е развиена гранка во кој што добар дел од нашето население си ги остварува своите приходи токму од земјоделието. Имаме неколку поголеми фабрики во градот, каде што нашите сограѓани нели работат и ги остваруваат своите приходи од областа на местната индустрија, битуменската индустрија, нормално текстилната индустрија и така натаму. Добар дел од нашето население својата работа ја остваруваат и во соседните градови Штип и Скопје, пошто нели сме многу близко до индустриските зони во Штип и во Скопје. И може да кажам дека Свети Николе има голема диаспора, која што претежно е во Северна Италија, во Германија, Швајцарија, Австрија, па и во другите европски држави. Кога ја споменавме диаспората, господине градоначалник, дали се соочувате со трендот на иселување, за жал, како што е тоа чест проблем на ниво на цела Македонија, нели Свети Николе е мало, но убаво градче за живење? Значи, за жал, таа бела болест, да ја кажем, ја зафати и нашата општина, така што ако да речеме на почетокот на 90-тите и 2000-та година добар дел идеја во Италија или Германија на сезонска работа и кои што потоа се враќаат тука, за жал во последниот период цели фамилии се селат и устануваат во западните држави. Но, да кажем, добар дел се враќаат тука, живеат тука мирен живот, пошто така мирен и убав живот како што има во нашата општина, нема во многу општини во Македонија, а да не зборуваме за западните држави. Превзема ли нешто општината како општина и вие како градоначалник за подобри услови за живот? Спрема нашите можности нормално, но сепак не можеме да го спречиме тој тренд, не само нели кон поголемите градови во нашата убава држава, туку и во странство, но сепак верувам дека во наредниот период тој убав начин на живот
таа екзистенција која што има тука не може да ја оствари никој друг на друго место. Како општината се грижи за младите, младата популација, следните генерации, едноставно што се им се овозможува на младите за да ги задржиме во нашата татковина? Па нормално, спрема ингеренциите нели што ја има локалната самоуправа, да не ги бројуваме тука образованието и другите работи кои што веќе се отпаѓаат во други области, но гледаме да овозможиме да има добар спортски и културни манифестации и живот за да може да се забавуваат и да бидат присутни тука, да не мора да идат во соседните градови како и порано. Имаме добар ноќен живот и имаме доста манифестации кои се најпознати како брендови на градот Свети Николе? Значи, ние го негуваме и културното лето, но исто така и манифестациите кои што се спроведуваат во нашата општина со генерации. Тука да ги спомнам Свети Никола, тука ќе спомнам и Тодорица, кој што е еден голем бренд, каде што во Свети Никола доаѓаат стотици културно-уметнички друштва и играорци, а исто така во тој ден ги анимираме и другите посетители со ангажман на стрикно македонски изведувачи. Значи, јас како сум градоначалник, некако ми е бренд да овозможам на нашата македонска музика, дали народна или забавна, да бидат присутни и да ги забавуваат нашите сограѓани. Може да ја спомнам и моторијадата што беше претходната недела во Свети Николе, каде што беа присутни десетици илјади посетители што од нашата општина, соседните општини и во доста луѓе дојдоа и од странство. Во наредниот период можам да најавам веќе во петок имаме соло концерт на нашиот Зоран Митев кој што членува во Словенската филхармонија, кој што е фаготист и 40 години од неговата кариера ќе не почести да биде во нашата општина, во нашиот дом на култура. Потоа продолжуваме со хип-хоп настан, каде што ги анимираме македонските, потенцира македонските хип-хопери и од претходно и сега што се актуелни. Добра забава ќе организираме и за најмладите, каде што ги анимираме нашите игротеки во новиот амфитеатар што веќе го изградивме, за да направиме добра забава за нив. И некаде во моментот е нормално и традиционелниот турнир во мал фудбал, потоа продолжуваме со кошарка и на крајот на летото има една манифестација која што ние ја нарекуваме Бела ноќ, на која што продефилираа бројни македонски естрадни уметници. Тоа ќе биде на 31 август 2024 година, каде што главна звезда или група ќе биде групата Нокаут. Јас ќе заклучам дека животот тука па и воопшто не е досаден. Може и да размислиме за да се преселиме тука. Апсолутно. И ние така ќе си живееме овде мирно, спокојно, но нема да не остават сигурно така. Ќе започнеме некоја работа. Тука е многу развиена месната и млечната индустрија. Знаеме дека од овој крај поради присуството на квалитетното месо, млеко и така натаму. Квалитетното јагне. Така, се разбира, доаѓаат и многу бизнис странски посетители овде, значи имаме многу нешто се во текот на годината. Но ние тука ќе го прекинеме првиот дел од разговорот и градоначалникот така лесно нема да ви дозволиме да заминете. Сакаме уште многу да ни кажете за градот Свети Николе, а ние, драги гледачи, ќе уживаме сега во убавата македонска народна песна. Браво.
samo ranite, odvojte ljubov otrovana. Ja si gi lečam, samo ranite, odvojte ljubov otrovana. Ajde beše strela pesnava, da ja puštam pravo kraj tebe. Ivo srce da te pogodi, to ljubov da te poludi. Ajde beše strela pesnava, da ja puštam pravo kraj tebe. Ivo srce da te pogodi, to ljubov da te poludi. Ja samo sakam da se sokrijam od tvojte oči dlaboki. Ja samo sakam da se sokrijam od tvojte oči dlaboki. Ajde beše strela pesnava, da ja puštam pravo kraj tebe. Ivo srce da te pogodi, da ljubov da te poludi. Ajde beše strela pesnava, da ja puštam pravo kraj tebe. Ivo srce da te pogodi, da ljubov da te poludi. Pesnava, da ja puštam pravo kraj tebe. Ivo srce da te pogodi, da ljubov da te poludi. Ajde beše strela pesnava, da ja puštam pravo kraj tebe. Ivo srce da te pogodi, da te poludi. Ivo srce da te pogodi, da ljubov da te poludi. Градоначалнику, ние сега сакаме да ве прашаме какви се плановите на општината за во следниот период, за во иднина. Мојата намера, мојот ангажман е исклучиво да се работи во корист на граѓаните, не во смисла да се ветуваат некои мегаломански проекти кои што реално и нашата општина не може да ги оствари, но основните услови за живот во смисла на изградба и адаптација на нови улици, канализација, спортски катчиња, детски игралишта и тие основни работи кои што треба да бидат обележија за да можат нашите сограѓани да имаат нормални услови за живот. Нормално
би искористил и својата позиција која што ја имам сега, за да можем за понатаму да побарам и некои средства кои што би ги потражили од нашата држава за да ни помогнат, за да го направиме Свети Николе уште поубаво и помодерно место за живење. Забележав додека седевме пред емисијата и го пиевме пладневното кафе со вас, дека сите жители, граѓаните на Свети Николе, како поминува, сите ве поздравува, така топло и срдечно. За сите најдовте време да им возвратите. Тоа значи дека граѓаните ве сакаат, затоа што сте, како што кажавте, секогаш во нивно положение, и за добро и за лошо. Морам да го искористам моментот за да ве пофалам за тоа што претходно го кажавте дека акцент ставате на македонската сцена кога се работи за вашите културни манифестации. И тоа е за секој заполучит, само така може да се одржи македонската култура во било која сфера на култура. Дали во музиката, дали во драмата, театарот или така натаму. Тоа мислам дека треба да бидете репер за сите градоначалници, за сите општини. Уште еднаш јас како уметник и мојата колешка да ви се заблагодариме за тој принцип на работа и на сочинување на македонската, типично македонската култура. Благодарам на убавите зборови, инаку јас сум дете од асфалтот, да не кажем, дете од чаршијата, кој што израснав и целиот мој живот го поминав тука. Самата функција не ме смени, значи у смислу, било која смисла, дали гардероба, дали... Значи јас сум истиот човек кој што сум бил и претходно, пошто сите овие работи се минливи, образот и лицето на себе и на мојата фамилија ми е битно да го оставам чист, како што е до сега, и понатаму да бидам пријател со истите луѓе кои што сум бил и од дете и така сакам и да продолжам. Спасен, да го прашаме градоначалникот, која е посладка пастрамајлија, штипската или светиниколската? Знам дека ова е тешко прашање за можеби за нас сите, но за градоначалникот верувам дека е лесно и дека претпоставувам ќе се ја одбрани својата светиниколската. Ајде да ни кажете. Не, може да кажем да бидеме дека ако се спомне зборот пастрамајлија, нормално пастрамајлија потекнува од Свети Николе. Значи, нашата пастрамајлија е сосема поразлична од, да речем, и велешката и штипската, само што, за жал, Свети Николе е помало место и нели, поголемите си го имаат присвоено. Иначе, нашата пастрамајлија е многу побогата и поразлична од нивната, во смисла на тоа нашата пастрамајлија е со јајце, со сирење, со месо, сосема друго тесто, од кои што може да сумуваат и штипјани и другите. Ке треба ли да ја пробаме? Ке треба да ја пробаме и јас мислам... Тоа е веќе договорено. По завршувањето на Везелка ќе ги посетиме и нашите добри пријатели во ресторанот Мечкуеска куќа кај Пуже и таму ќе констатираме ова што го кажа градоначалникот. Гарантирано. Чест ми е што бев гостин во вашата прекрасна емисија и нормално во Свети Николе и кај мене лично сте секогаш добра дојде. Благодариме. Благодараме на вас.
se, tuđe želja seti se. Kaži mi što da stojime, od ljubav večno da ne gorime. Kaži mi što da stojime, od ljubav večno da ne gorime. Со син živi da me vrza, si te alkike iskina. Ušte naš ranoja, ušte naš da te milujem. Со син živi da me vrza, si te alkike iskina. Ušte naš ranoja, ušte naš da te milujem. Site alkike iskinam, ušte naš ranoja, ušte naš da te milujem. Со sinđiri da me vrzam, site alkike iskinam, ušte naš ranoja, ušte naš da te milujem. Ušte naš ranoja, ušte naš da te milujem. Верувам дека уживавте во преубавата песна во изведба на Душко Георгиевски, а ние продолжуваме со нашата емисија. Нашиот следен гостин исто така ни доаѓа од Домот на културата Свети Николе, односно директор на Дом на култура Крстен Мисирков во Свети Николе, господинот Николче Тренчев. Добар ден и за вас, господине Тренчев, и добро ни дојдовте во Везелка. Добар ден и од мене. Добар ден до сите ваши гледачи. Чест и задоволство ми е што сте овде во нашиот мал, но убав град, топло градче. И се надевам дека гледачите веќе уживаат во прекрасната програма која што ја прикажуваме од самиот центар на градот. Директоре, со какви се предизвици се соочувате како директор на Дом на култура, односно кои се вашите ингеренции по-конкретно, како допринесувате за културата во Свети Николе? Во склоп на Дом на култура и градската библиотека Гоце Делчев, која што е задолжена нели се грижи за малите и за големите читатели, имаме музичко-сценска дејност. Да го поздравам колегата која што е задолжен нели за сиве овие настапи, класична музика, народна музика, забавна и така натака. Драмска дејност имаме, литературна дејност, тоа се тие дејности кои што ги обслужува Домот на култура. Функционираат ли сите дејности? Па некој повеќе, некој помалку, меѓутоа да, функционираме бидејќи тешко е некако со младите да се справим, искрен морам да бидам, бидејќи за да ги привлечеш младите да дојдат да бидат нели да учествуваат во една драма или театар или како и да се мотивираат. Треба некој да се мотивира, а те мотивација се прави според мене треба малку повеќе финансии да имат за да направите поинтересни и подобри проекти. Но ние како македонци секогаш умееме и со тоа малку да направиме многу, така? Па да, да. Токму и вие така функционирате. Која е програмата на работа на Домот на култура? Конкурираме редовно во Министерството за култура за проекти. Не добивавме до сега многу проекти, морам да кажам. Имаме традиционален фестивал Тодорица, кој што е меѓународен фестивал на фолклорни друштва. Таму добиваме некоја одредена сума на пари, нешто дел во библиотечната дејност и тука завршува. Искрено е голема благодарност до градоначалникот, бидејќи да не е општината, малте ни не можеме да работиме искрено, бидејќи знаеме дека културата нели е потрошувач на средства за да приредиме нешто на луѓето да гледаат. Немаме ние што да произведеме или да направиме за да дојдеме до некои финансии. Културата е навистина потрошувач, но голем промотор на позитивни вредности, кои што се многу битни за зачувување на еден народ и на една нација. Затоа јас мислам дека секогаш треба да се става акцент
на културата и на финансирање и поддржување на сите културни дејности. Апсолутно, на и тоа е ниво на лице општина. и образ на Според мене на самиот прво град. место треба да биде тоа, да. Така. Тоа е лицето на еден народ воопшто. Столб на еден народ, Столб, темелите на еден така, народ да. е културата. Да речеме за Тодорице, кога правиме фестивал, има огромна бина, правиме надвор, оваа година имаше преку 350 учесници, играорци. Значи прекрасно е да се види таа бројка на едно место, играорни друштва, ја шират културата, среќни лица, насмејани лица, така да мислам дека да, треба повеќе да се вложува во културата, како и да. Секако. По Домот на култура рековме дека спаѓа и ова културно друштво, Да, Јанко Глигоров, кој што денес не се нас гости, а вие по гости. дефолт како директор сте и менаџер на Па може да се каже, да. фактички. Значи, под 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 директор под капата на Домот на култура се сите тие дејности, вклучувајќи и ова игрорно друштво кое што ете можам да се пофалам дека откако сум директор има добра бројка на деца, некои околу 130 дечиња И моментално се. мотивирате ли со турнеи надвор од државата? Па се трудиме колку можеме, да. Во државата секако имаме настапи, имаме надвор од државата, се трудиме да ги шетаме колку можеме. Бевме во Бугарија, Банско, скоро бевме во Златибор заедно со едно друго уметничко друштво од Скопје, Студио Фолклор. Сигурно поздрави и до тие нив. ви доаѓаат на гости Да, секако тука. доаѓаат и тие. Имавме мал концерт исто и во Златибор. Сега имаме некоја најава до Нова година да одиме во збратимената општина во Република Србија, тоа е Чичевац. Ќе конкурираме сега од септември, октомври се надевам дека ќе не примат на фестивал во Италија. Така да колку се можностите, колку имаме финанси, се Браво. трудиме за да ги Да се изведеме искористиме. на Браво, секој е чест. Но по мене, сигурно Спасен ќе се сложиш со мене дека вистинска личност е одбран за директор на Домот на култура. Затоа што директорот е член и на Фокус Бенд. Да, Така, да, вие да. сте музичар Можам да по потврдам, професија. одличен музичар. Одличен Окей. музичар, апсолутно. Значи, благодарам ја на знае прекрасните таа зборови. дејност што се вели во душата. И токму ги знае и проблемите со кои што така, апсолутно. се очуваат уметниците и Проблемите, музичарите. предностите, насоките Така, во кои така. што треба да се движи активноста на Домот на културата и сето И тоа што затоа се добро ќе може да случува. ја менаџира, верувам. И дека ја менаџира. Па до сега да, успешно се справувам со предизвиците кои што ми се дадени или како водоверба од страна на градоначалникот. Гледам дека и тој е презадоволен. Нема лоша реакција од колегите, значи прекрасно сме вклопени, заеднички работиме и мислам дека може би предност на еден музичар ете да е во ваква институција, затоа што дружбата, пријателството од самата наша професија е тоа што ми дава, како да кажем, мотив, инспирација за се понапред и понапред да се движиме. Се разбира. Сакам уште едно да ве прашам, нели поради името на градот Свети Николе, верувам дека патрон празник на градот е Свети Никола. Да, патрон празник е Свети И можеби Никола. најголем празник во градот. Па се чествува, да. Се чествува ли многу? Има ли Што се Има. случува Да, тогаш? што се случува баш на Свети Никола? Па Јас се што се сеќавам, случува, може би значи? некаде се извинувам пред 20 на години пеев токму овдека баш за Свети Никола. Да, имаше такви голем настани. општонароден собир. Дали се уште е тоа така? Има собир, значи се празнува Свети Николе, колку што можеме на големо ете да кажем. Има гости од страна, збратимени општини, делегации од државен врв се поканети секој доаѓаат, има организација, свечени академии, настапи на повеќе да кажеме друштва, пејачи, изведувачи, како и да е, значи има, се одбележува тој ден свечено. Имаме голема трпеза, да кажем, на плоштадот долу, значи се ангажираат фирми кои што служат топла ракија, грејана ракија, постно гравче, риба, Значи со сарма и така. сите нишани, Да, да. каде што е вкусната храна и специјалитети, тука и добрата музика и фолклорот. Јас предложувам, директоре, сега да уживаме во уште една фолклорна фантазија. Секој ќе уживаме, ви благодарам уште еднаш на поканата.
zovite što ona ljubov ta mi je zadoja. Onej se ja splača, nesreke su vezne ja. Pregrni me сега ти, за нашите средни дни. Секавай се секогаш, во далечина за нас. Прегрни ме сега ти, за нашите средни дни. Секавай се секогаш, во далечина за нас. Твой воз, што ми те зена, vela, so vozom zavina, pa dostavi ovena. Pregrni me сега ti, za našite sretni dni. Sekavaj se sekogаш, svo dalečina za nas. Pregrni me сега ti, za našite sretni dni. Sekavaj se sekogаш, svo dalečina za nas. Pregrni me сега ti, za našite sretni dni. Sekavaj se sekogаш, vo dalečina za nas. Pregrni me сега ti, za našite sretni dni. Sekavaj se sekogаш, vo dalečina za nas. Кога ќе дојдете во Свети Николе, не можете да не ја приметите Саат кулата која што е високо изградена и е сместена до црквата Свети Никола во градот. Саат кулата представува важен архитектонски елемент во јавниот живот на градот. Позади мене се наоѓа Саат кулата во Свети Николе, која што е сместена во најважниот дел од градот, веднаш до црквата Свети Никола. Не постојат точни податоци за тоа кога е изградена оваа Саат кула во Свети Николе, но се претпоставува дека се градела негде во првата половина на 19. век, кога што е изградена и самата црква. Дел од старата градска чаршија му отстапила место на новото, на современите новоградби. Но она што останало од старата чаршија потсетува на некогашниот чаршиски живот, на еснафот, на се она што Свети Николе го правело град. Кулата во Свети Николе припаѓа во групата на зачувани оригинални Саат кули. Голем дел од кулите во Македонија се разурнати. Оваа Саат кула, која била градски часовник и е нем сведок на минатото, во 8 часот чукала 8 пати, во 9 часот 9 пати и така натака, а на секој половина час чукала поеднаш. Така со децении жителите имале представа за времето. Саат кулата е висока градба со четвртаста основа, висока околу 15 метри, ѕидана е од камен и покриена со 4-сливен покрив.
Во внатрешноста на кулата се наоѓаат стари дрвени скалила кои може да ве однесат до најгорниот кат од кулата, каде што се наоѓа и познатиот часовник. До пред 7-8 години недалеку се слушало од чукувањето на часовникот. Денес жителите велат дека им недостасува тоа време кога на секој половина час со чукање на часовникот се одбележувал часот и така имале представа за времето и дека е убаво да се зачуваат старите работи. Записите на горниот кат од кулата покажуваат дека неколку луѓе низ годините се грижеле за неизино одржување. Zapej, ne plaši se.
задоволство го најавуваме нашиот следен соговорник, а тој е директорот на Народниот музеј на градот Свети Николе, господинот Александар Нацев. Добре ни дојдовте, директоре. Добро ве најдов, благодариме на поканата. За нас е многу значајно да дознаеме за функционирањето на Народниот музеј и што се содржи, што се опфаќа Народниот музеј на градот Свети Николе. Благодарам на прашањето. Вака би почнал од самиот почеток. Во 1981 година, врз основа на прибраниот материјал, се формира музејска збирка оде во општина Свети Николе, а додека веќе во 1994 врз основа на прибраниот материјал и изголемениот фундус на предмети се формира Народниот музеј. Така да веќе во 2002 година со преадаптација и реконструкција на старата општинска зграда започнува да функционира музеот. Веќе во 2005 година музеот прераснува во општинска установа Народен музеј Свети Николе. Како велат, запознајте ја татковината да си ја сакате уште повеќе, а нашата Македонија е неисцрпно богатство на историја. И да ве прашам, нешто ме интересира. Значи, колку се заинтересирани жителите да дојдат да го посетат музеот, но не само жителите на Свети Николе. Дали има интерес од другите градови, од Македонија, странските посетители да дојдат да го посетат музеот? Вие имате водич сигурно низ музеот кој што ќе ги раскаже сите овие нешта. Така да, нашиот музеј би можел да кажем дека е комплетен. Имаме кустоси за секој одделение, кустос советник во делот на етнологијата, кустос историчар, археолог имаме, така да едукатор. Каква е заинтересираноста? Музеот е доста посетен, почнувајќи од градинките, основните училишта, средните. Браво. Имаме посети од Штип, Велес и пошироко од Македонија. Исто така имаме и нормално посети од страна. Претежно тоа се нашинци, меѓутоа и не само они, него доаѓаат и стрикно заинтересирани луѓе, особено за локалитетот Била Зора, кој што се слуша и надалеку. Така да заинтересираноста е голема. Стапивме во контакт со, морам да напоменам, со Сдруженијето на туристички водичи, потпишавме меморандум за соработка со председателот на тоа здружение Бранко Босилков. Започнуваме некои работи. Само што почнавме, така да се надевам дека во блиски дни веќе ќе покажеме резултати и во тој дел. Дали во моментов работите на нови проекти во рамките на музеот, односно на нови истражувања и пронаоѓање на артефакти кои што може да се презентираат во музеот? Да, благодарам на прашањето. Навистина, баш веќе 2 дена како почнавме со истражувањата на археолошкиот локалитет Барутница. Тоа е локалитет кој датира... Каде се наоѓа тој, извинете? Тој се наоѓа во село Забегово, оде во Свети Николе, датира од 6100 година до 4800 година пред наша ера. Од локалитет од Неолитот. Тука бил регионален урбан центар во тој период. Така да само што почнавме истражување, тој проект е меѓународен проект. Значи во соработка со Австриската академија на науките, оддел за преисториски науки, следува проектот за конзервација на керамиката од Била Зора. Тој проект треба да се случи во месец август. И почнуваме со истражувањата на археолошките истражувања на локалитетот Била Зора, кои треба да се одвиваат веќе од септември. Работиме на Облателската палата и се надеваме дека ќе допринесеме со нови резултати. Сето тоа што се пронаоѓа на археолошките ископувања има големо значење за градот Свети Николе, а секако и воопшто за Македонија. Нели? Така, да. Тие се од историско значење, па може би некојаш кога ќе дојде до конфронтација со одредени соседни историчари, имаме факти и докази да покажеме од кога сме постојали, од кога Така, ние нашите градови. Така, ние во археологијата
исклучиво одиме на докази и на факти. Така. Оно што го истражуваме е документирано и точно се знае во кој период припаѓа. Така да јас би рекол дека за Пајони и за пајонците тоа е пајонски град, независниот пајонски град Била Зора, како што го нарекува професор Драги Митровски, кој што е раководител на истражувањата на Била Зора. За нив многу малку се знае. Допрва треба од тука да ги дадеме резултатите и некои новости, како например што го имаме кратерот со печатите кои што најверојатно само овде се среќаваат и уште некои наводи како култната бронза со декорацијата. Така да ние функционираме исклучиво на факти и нема можност за импровизација. Браво, секоја чест. Значи во првата прилика и ние ќе го посетиме музеот. И се порака до сите гледачи. Порака до сите гледачи кои што не биле во музеот во градот Свети Николе да го посетат, затоа што и вие ќе го имате истото чувство како сега во мигот јас и колегата Спасен. Толку сум горда македонка на сето ова што го слушам и затоа сакам тоа чувство да го имаат сите. Да, јас би дополнил музеот од 27 декември 2023 година ја отвори сувенирницата, во која што имаме комерцијални копии на оригиналните артефакти, кои што нормално димензиите се намалени од оригиналот. Тие се уникатни, значи само овдека може да се најдат И да се видат. Да, и да се видат и да се купат од музеот, така да ќе поработиме во блиска идни на збогатување на сувенирницата. Успешна година ви посакуваме. До следното наше видување, останете ни во добро здравје. Драги гледачи, продолжуваме со содржините на Везелка. Вас ви благодариме, директоре. Благодарам. Nemam pari, srebro, zlato, nemam svatovi. So mene se, majko, samo moj dečavi. Srce nosam ja za neja, ne me vraćajte, noki ne spijam, majko, ta mi je se. Dajte mi ja, bisera, moja moma sakana. Dajte mi ja, bisera, od biser poubava. Siroma su, nemam darovi. Mojta ljubov, mojta pesna, je ja pozvati. Srce nosam ja za neja, ne me vraćajte, noki ne spijam, mamota mi je se. Bisera, moja moma sakana. Dajte mi ja,
Во Свети Николе на највисокиот дел со доминирање над околината се наоѓа црквата Свети Никола. Во незиниот комплекс влегуваат и камбанарија и саат кула, а темелите биле осветени на 25 октомври 1983 година од архиепископот Охридски и Македонски господин Ангеларий. А храмот бил осветен на 14 октомври 1990 година од митрополитот Брегалнички господин Стефан. Се наоѓаме во храмот Свети Никола, соборен храм на општина Свети Никола. И градот, и црквата го носат името Свети Никола и ние си гордееме со тоа име, што еве и градот и црквата е на световно име Свети Никола. Ние имаме постара црква, која е изградена во градот Свети Никола и храмот Свети Никола од 1847 година. Таа црква е многу мала од тогашно време спрема и населението на градот. Меѓутоа, како се наголемува градот, така и црквата не ги задоволува сите верници да присуствуваат во храмот на литургија, затоа беше потребно да се гради нова црква и поголема, и во тоа време не се дозволуваше локација на друго место од системот што помина. Затоа се дојде до решение да се изгради надградба, односно на истото место да се направи храм поголем, велелепен, кај што сега еве се наоѓаме. А старата црква беше предвидено да се сруши, меѓутоа за да остане дека постоело и од порано црква во Свети Николе, се направи надградба на новата црква, а старата црква остана долу и таа црква се преименува и е посветена на Свети Прокор Пчински, а горниот престол, горната црква кај што сега се наоѓаме, си остана на Свети Никола, за да не бидат и двата престоли на Свети Никола. Едниот е Свети Прокор Пчински, кој потекнува од ова место, некаде од Овчеполието, затоа да му одадеме почит. Храмот е посветен на Долниот храм е посветен на Свети Прокор Пчински, ова е Свети Никола. Овој храм е изграден, почна да се гради 1983 година, се освети 1990 година и од тогаш наваму е оспособен и служиме света литургија, треби, венчавки, крштевки, сите треби што треба тука да видат. Инаку, еве ке речете зошто нема фрески, имаше пропусти во градбата со кровот, што прокиснуваше од дождови, затоа еве пред 2 години се санира тоа, нова кров, нова фасада, еве се подготвуваме и за натрешно уредување со фреско живопис. Инаку, иконите се од тоа време, од 1990 година, иконостасот. Храмовна слава е Свети Никола на 19 декември. Тогаш прославуваме храмовна слава со многу народ, со литија во градот. Исто така, нели, и градот е Свети Никола. Тука се сече славски колач. На вечерната богослужба доаѓа владиката, утредента литургија, со литургијата завршуваме со славски колач, потоа со литија низ градот. Исто така во центарот на градот се сече и славскиот колач на градот и општината. Објектот е еднокорабна градба градена од камен, тула и малтер. Кровот од надвор е на 2 води, а внатре поделен на 3 свода, од кои средниот е највисок. Таванот е од дрво. Црквата е долга 12, а широка 6,40 метри. Над зидовите се прозорци.
Во внатрешноста на западната страна се наоѓа певница од дрвена конструкција, а на северниот зид е залепена проповедалницата, исто така од дрво. Црквата не е живописана. Единствен украс во интериерот е дрвениот иконостас обоен кафеаво. На него се наоѓаат повеќе икони вградени во рамки. Novi meraci, ajde svirači za moите другари. Една песна што ке наполни празни вокали со спомени. Еј, векот наш не вреди пет пари среќен сум баш. Дајте песна чаша, русле направи, злото таму да се истури. Секој има толку чекори, колку што рекол Бог. Скрши чаша, русле направи, злото таму да се истури. Што ке ми се полни джебови, мејана е мојот дом. Раѓа нови мераци, еднаш љубиме, цел живот губиме. Како да сме вечни коцкари, стари чергари по улици. Еј, векот наш не вреди пет пари, пијан сум баш. Дајте песна чаша, русле направи, злото таму да се истури. Секој има толку чекори, колку што рекол Бог. Скрши чаша, русле направи, злото таму да се истури. Што ке ми се полни джебови,
че денеска екипата на емисијата Везелка ќе ве прошета во општина Свети Николе. Поточно сега во моментот се наоѓам во населеното место во областа Мавровица, која го добива името по реката Мавровица, езерото и браната. Езерото е познато како риболовен центар затоа што тука можете да уловите крап, мрена, црвено перка, амур и многу други риби. А конкретно денеска сме нагости во етно ресторанот Мавровица кај Геро. Токму тука многу луѓе, многу туристи доаѓаат да уживаат. Одиме. Драги гледачи, денешен наш домакин е газда Геро. Кога сите сакаме да уживаме, сакаме да дишиме свеж воздух, кога сакате вкусни традиционални специјалитети, но и специјалитетите на куќата, сакате да седите спокојно и мирно, а вашите дечиња да имаат каде да си играат, да слушате убава музика, едноставно да уживате во амбиентот, одговорот е многу едноставен. Дојдете во Мавровица кај Геро, во етно ресторанот кај Геро. Тука ноќта и денот се поздравуваат. Зошто? Оти толку многу уживаат гостите овде, што верувајте дури и зората ја дочекуваат. Дочекуваат зајди сонце, ја пречекуваат вечерта со убавите звуци на македонската традиционална музика. И наш денешен домакин е кој друг ако не газда Геро. Здраво живо, како си? Здраво живо, добар ден и од мене, фала ти на убавите зборови. Ова е комплетно се вистина што го кажам. Ти си посебен, Геро. Ти секогаш имаш време за секого да го поздрави, да седнеш со него. Ти си важната компонента токму за овој ресторан, затоа што имаш отворено срце и душа за сите. Ајде сега, нас не интересира да ни кажеш како започна приказната идејата, како ти дојде да го отвориш овој ресторан, што од година во година само се проширува и само има новитети кај тебе? Па ми дојде идејата како, само од себе. Почнав со малку, пред 5,5 години почнав со работа, го градев 4,5 години. Да направам нешто, знаеш, во градо, нешто поубаво, нешто поприродно. Па така, толку е близко до градот, на само 800 метра од градот. Метри од градот, да. Полека си правевме. Значи се гледа колку си обрнал внимание на целата ова природа, на ова фонтана овде, на Стариот трупец. Кажи ни приказната за ова дрво. Тоа дрво е донесено од село Патетино таму. Близко кога одевме по материјал од камења кој собиравме и го видов и одма го замислив како да го донесам. Така, нели? Браво, браво. Е тоа е што некогаш велат дека ни најдобрите архитекти не можат да го смислат како газдата што ќе го смисли. Да го донесам, да го тука наместам. Колку години е старо тоа дрво? Па мештаните таму што кажуваат преку 3 века е старо. Преку 3 века. И ние имаме ексклузивно, значи, задоволство да уживаме во оваа гледка на 3-вековното дрво. Прекрасно нешто, се е така средено и верувај ми, само што дојдов овде, така ме опи овој воздух, таква свежина. Значи нема врска со градот. Нема врска. Да, и навечер уште посвежо, навечер температурите паѓаат многу пониско од градот, дури 5 степена е пониско од градот. Браво. И зиме и лете, пролет, есен цело време работиш, така? Да. Што се случува овде? Што се може да организира, значи, овде? Па организираме крштевки, рогидани, свадби не, бидејќи повеќе имаме алакарт гости. Веридби, крштевки, родендени, матурски имаше ли се правеа ли овде? Матурски исто. Сега е време баш кога доаѓаат нашите печалбари
од Австралија, Америка, Европа. Имаме Верувам голема дека посетеност и од нив, така да, ќе кои ќе уживаат. дојдат тука, И во да. твоите традиционални специјалитети, ти знаеш постојано нешто да импровизираш, таваква плескавица, знам. таваква риба, таваков пинџур, мераклија си за Да, во да. кујна, мераклија си за во кујна. И едноставно, значи, како е посетеноста преку ден, повеќе доаѓаат, навечер доаѓаат, како е обичајот, да кажеме, на гостите за кај тебе? На гостите повеќе денски, за ручек после 2, 2 и пол. И навечер исто, ама денски повеќе така за ручек поминуваат луѓе. Колку ти е капацитетот на ресторанот? Па целокупно околу 300 до 350, Машала, да. машала, Целокупно, супер. ама не работиме со цел капацитет. Така. Значи, повремено, кога има забави, кога има организации, Така. полниме цел. Секојдневно работиме лакарт со ручеци. Ала карт, така. Да. Значи, во склоп на овој комплекс, на овој прекрасен етно ресторан, имаме и забавен парк за дечињата, имаме внатрешен ресторан, затворен ресторан, имаме отворена летна бавча, двор прекрасен, наскоро ќе има базен. Значи, газда Геро, наздравувам за тебе. Затоа Фала што ти на убавите стварно си зборови. шампион, стварно си шампион, уживам кај тебе. Ево, оваа свежина ја нема во градот и така да почесто ќе ти доаѓаме Да, овде. да. И со Поверете, шумолењето повесагате, на ова да. прекрасна фонтана, а и специјалитетите ти се врв. Врв. Да ти кажам, те чекаме во Везилка, тоест твојот персонал го чекаме да ни дојде, кој што овој пат ќе го снимаме во центарот на Свети Николе, затоа Супер. што е веќе лето и патуваме на секаде низ Македонија и таму сите од Алфа телевизија ќе ги пробаат твоите специјалитети. Браво. За вас наздравувам и за гледачите. На здравје. Јас уживав, драги гледачи, а верувам и вие, во таа природа во Мавровица кај Геро. Значи, тие борчиња, елки, шума, цвекиња, убавина. Дали ви се случува кога ќе појдете во некој град, или покрај тоа што си имате некоја обврска и да си завршите, секогаш сакате да знаете, ги истражувате на Google сите ресторани, меани, етно ресторани и така натаму и си одбирате каде ќе ручате, ќе вечерате, каде ќе се сретнете со пријателите. Е, токму така и јас денеска за нашата Везелка одлучив да ги посетам и да бидам нивна гостинка во ресторанот Мавровица кај Геро. Ги поздравувам сите вработени, го поздравувам персоналот во кујната, им благодарам многу исто така што денеска не испрати ова прекрасна трпеза, а херојот од Мавровица кај Геро е денешниот наш гостин, послужувачот во ресторанот, тоа е господинот Александро. Добре ни дојде. Добро ви најдов. Здраво живо, како си? Добро, вие? Супер, одлично, значи во Свети Николе секогаш си поминам топс. Така треба. Па така е сигурно. Ти си ученик што туку заврши 3-та година средно училиште, сега ќе бидеш за 4-та во гимназијата Кочарацин, така? Да. Во насока прехрамбени техничари. Така? Да, стручен смер е тоа, да. Стручен смер, супер, значи тесно поврзан со ова што го работиш и браво, секоја чест за тебе што не ја напушташ Македонија, што остануваш тука и си работиш во својот град, во своето место. Видовте дека Мавровица на 1 километар од Свети Николе, а во шума сте во природа, така? Да, природа, убаво е се таму, како да кажам, рај за душа. Рај за душа. Да. Нели дури не ти е тешка ни работата, Не, така? работата се работи љубов,
секако дека не може да биде тешка кога е од љубов. Браво, Александро, за тебе, ти си ја сакаш таа работа. Ајде да ми кажеш како изгледа еден твој работен ден во Мавровица кај Геро. Прво не пречекува кафето, да се разбере. Нели, кафенце, така за Прво, добар старт, нели, и воздух убав, и така и денеска што ќе работиме, доаѓаат првите гости. Да, ги послужуваме гостите, гледаме да е секој што треба, да биде во најдобар ред, да бидат гостите секој задоволни, се тоа. Ги испраќаме после тоа, се, како да кажем... Апсолутно, од вашата услуга зависи и развојот на туризмот во овој регион, така? Колку се луѓето задоволни, толку повеќе ќе доаѓаат кај вас. Но сите велат, храната, кујната во Мавровица кај Геро е екстра, така? Па не ни сгрешиле така. Не ни сгрешиле. Ајде да видиме се, еве, јас сум гостин, доаѓам кај тебе, нели си почнуваме со сите тертипи, сите нишани. Прво од салатки, кои се најбараните салати во вашиот ресторан? Па моментално, сега што е сезоната е на розовиот патлиџан. Најбарана салата, веќе месец дена ни е розов патлиџан салата. Розев патлиџан, па со кромиче, така? Кромиче, крставичка на средина ставаме. Пиперки. Пиперче благо, некој сака и људо, зависи сега до човек. Јас сум таа отровна сака. Со таа салата најчесто иде и летен пинџур. Пинџур? Сите го барат летниот пинџур. Како го правите со? Па има модро патлиџанче, обично патлиџанче има пиперче, има најважното лук. Лукче, така и жижното е со зејтинче. Тлочано ли е? Да. Тлочано. Да. И лепче. Лепче и сиренце. И сирење. Еве имате од сирењето од Свети Николе. Да. Се знае. Наше домашно. Домашно сирење, тука не поминува ништо увозно. Мора да е се од регионот. Тоа ми се допаѓа затоа што газда Геро си ги поддржува локалните производители. Понатаму и во топлите предјадења, значи што имаме како, например, тиквичка, така, тиквичката е доста барана. Чипс тиквички. Чипс тиквичка, Да. добро мезе. На здравје. Како оди па и со сиренце, и со пинџурче за мерак. Исто джигерче. Вие сте познати и по джигарот, така? Каков е овој джигар? Свински джигер. Свински, со што го служите? Со лукче? Со лукче, зејтинче, исто оцече, солче се става во него. Могленошчето не треба да се збори за него. Значи, кога ќе одите кај Геро, да нарачате джигарче, да не заборавите. Тоа топло ви го препорачуваат. Но сега имаме, еве го, значи, пинџурчето, ни донесовте и специјалитет на вашата куќа. Да. Што е тоа? Тоа е мавровска тава. Мавровска тава. Има повеќе видови на мевце? Да. Има пилешко и свинско мешано месо. Со тоа зачинето печурчиња има. Со печурчиња. Кашкава од згора. Исто и на крајот павлак. И павлак. И за мерак. Леле, браво. Тоа си е, значи, ваш специјалитет, но вие сте исто така познати и по скарата. Да. По убавата скара. Мислам дека тука ви е врвот, тука сте најсилни. Затоа што скарата е на ќумур, распослана. И тука летат плескавици, ни донесовте ребро, увијачи, вешалица. Ова е вашиот специјалитет, така на куќата? Да, тоа е Геро плескавица. Геро плескавица се разликува од другите што е во коцка. Да. И што има во неа што е посебна? Па тоа е мешана плескавица, во неа има биено сиренце, има пиперче, кромиче има, сланина исто има во неа, одозгоре иде со кајмак. Одлично, супер. И тоа е баш еден прекрасен, што би се нарекло, коктел од скара, од месни производи, за мера кога ќе се соберете друштво, семејството, да си пробате, да си уживате во овие специјалитети скарата. Да не го забравимо реброто и во фурна. Да не го забравимо такој. Реброто во фурна, така? Да. Значи го печете во фурна, колку сата по цела ног? Па 3 до 4 сата, зависи од реброто, да, колкаво е се тоа. Но која јачина се пече исто. Одлично, браво, прекрасно. И да кажеме дека
Вие исто така сте специјалисти за убави сендвичи, така? Да. Затоа што ви доаѓаат туристички групи и така натаму, а доколку дојдете со голема група, можат веднаш да ве послушат, да ви ги направат сендвичите без да чекате за скара и така натаму. Значи едноставно сите можни специјалитети и убавини можете да ги вкусите во Мавровица кај Геро, така? Да. И сега, кога ќе се создаде многу гужва навечер и кога има музичи и ова и тоа, значи леташ од една маса на друга, на трета, на четврта? Па тие што биле во кафаната кога сум бил јас на смена, гледаат, они може да ви кажат, ја не можам да се фалам за мене ако ме сакате. Браво, Александро, браво. Во секој случај, благодарам многу што одвои од твоето време да дојдеш, затоа што буквално ние те украдовме од Мавровица кај Геро, затоа што е денеска недела и вака е, туристи, гости од тука, дечиња, се е полно и едноставно, може би и сега во моментот не гледаат и уживаат во вашиот амбиент, во вашите преубави специјалитети, но сакам да искористам приликата, да ги поздравам сите наши пријатели на Везелка, сите угостители од Свети Николе, кои што биле дел од нашата Везелка, ги поздравувам сите и нашето пријателство продолжува. Да си наздравиме, да сте ни здрави и живи за целиот персонал во Мавровица кај Геро. На здравје! Prošli Tinke, majka ti, da li će te dade za mene džangu, za mene Georgija Bekrija, da li će te dade za mene džangu, za mene Georgija Bekrija. Prašalo džanu, najsumnja Georgi prašalo, sinoća sumnja slušalo džanu, mama na tate veleše, sinoća sumnja slušalo džanu, mama na tate veleše. Da go dajme Timke to džanu, zadoj mi Georgija Bekrija, aj da go dajme Timke to džanu, zadoj mi Georgija Bekrija. Tatena mama veleše žanu, tatena mama veleše, do 9 krki da ima džanu, jedna na Georgija ne dava, do 9 krki da ima džanu, jedna na Georgija ne dava, od Georgije pušpijanica džanu, Georgije pušpijanica, na vino pije kajma ko džanu, na neradija prva ko
Значи, нашата везелка е распеана, разиграна, а ова сцена на везелка ја краса членовите на фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров. И велам добар ден за костимографот и кореографот на фолклорниот ансамбл, господјата Викторија Нацева. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и на вас. Сакаме малку повеќе да ни раскажете за вашето фолклорно друштво, фолклорниот ансамбл. Кој вид на фолклор го негувате, како функционирате и едноставно за овие преубави носи кои што се поврзани со овој регион, поточно со градот Свети Николе. Фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров работи во склопот на Домот на културата Крсте Петков Мицирков. Постоиме веќе 52 години. Пред 2 години го имавме јубилејниот 50 годишен концерт. Имаме вкупно околу 130 дечиња кои што се поделени во 7 групи. Имаме од најмала возраст од 5-6 години до 16, 17 и секако постои и група нашите ветерани, еден голем поздрав и до нив. Поздрав и од нас до нив. Така, да. Имаме многу девојки, момчиња малку ни фалат. Еве апел до сите момчиња кои што се размислуваат дали да се зачленат во фолклорниот ансамбл. Топло ви препорачуваме. Така, да. Имаме кореографи од нашиот крај, имаме од Пиринскиот дел, од Егејскиот дел на Македонија, имаме доста кореографи кои што се опфатени од целата Македонија. Гледам дека овие девојки имаат прекрасна фолклорна облека, нашата народна носија, која што е гордост на Македонија и на овој регион. А и вие ни донесовте исто така. Малку да поразговараме околу ова носија. Ова е нашата оригинална овчеполска носија. Тие се препознаваат лесно, можеме да ја препознаваме нашата носија по везовите, по деловите, исто така на носијата, по шаренилото. Тие се состојат, значи, нашата овчеполска носија се состои од женска, се состои од кошула, елек. Женската кошула е обично малку подолга, со широка е, со долги ракави и е многу шарена. Значи, тие не се чисто бели, така да, малку се шарени. Така. Што друго се одржи таа носија? Друго се одржи елек, ова е елекот, да. Тоа е ткаен? Ткаен, да, ова е пешкир, долу имаме, еве, овде може, ова е дзуница, појасот, дзуница. Дзуница? Така, да. Ова е, предпоставувам, многу стара дзуница. Да. Многу интересно име има. Да, шарена. Така. Потоа имаме манта, еве ова овде е манта и шамивче. Да, има црни, значи женската носија има црни чорапи и овие се опинци. Опинците. Така, да. Неверојатно дека баш црни треба да бидат чорапите, но тоа е символ на овој регион, така? Да, во машката носија, значи, се носат црвени чорапи. Да, тоа е малку поразлично во нашата овчеполска носија. Машката овчеполска носија се состои, значи, од панталони, тоска, појас, елек и капа. Тие имат, значи, рековме црвени чорапи и опинци. Кога и како се носела оваа носија? За што е карактеристична? Дали за свадби ја носеле или жените во секојдневието? Значи, оваа носија ја носеле во секојдневието, по жетва, порано, така, да. Невестинската носија се малку поразлична. Каква е таа? Значи, таа е пошарена, има таа многу долга бел вел позади невестински. Значи, тие се многу поразлични од секојдневната носија. Секогаш сме се интересирале за минатото
кога ќе ни кажа дека жените ја носеле оваа носија на жетва и прашањето е на толку висока температура, како можеле да обстојуваат во ваква облека? Издржувале. Да, затоа што составот на носијата и материјалот е природен, волна, памук и така натаму. Така, да, и многу се тешки. И многу се тешки, така. Така, да. Дали сте учествувале на некоја манифестација каде што имало промоција на ова облека, на Светиниколската носија? Ја имаме промовирано, да, каде и да одиме, значи секогаш ние сме облечени во нашата овчеполска носија. Многу ретко само доколку настапуваме со некои сплетови кои што не се од нашиот овчеполскиот регион, тогаш облекуваме друга носија. Викторија, верувам дека е многу одговорна задача да се одржуваат сите овие носи, ова наше фолклорно богатство. А тоа е твоја задача. Како ги одржувате носиите? Да бидат вака боите свежи и вака прекрасно да изгледат овие играорки. Значи, ние во Домот на културата си имаме посебна просторија, каде што таму ги чуваме сите носии. Имаме, значи, нашата овчеполска носија, пиринска, егејска, имаме повеќе видови машки и женски носии. Значи, тие треба да се посебно... Секој дел од носијата има посебен редослед, така да кажам, во нашата просторија, значи кошулите се посебно на закачалка, елеко треба да е убаво и правилно здиплен, многу често и редовно ја освежуваме просторијата каде што се чувани, каде што ги одржуваме овие носиите и да напоменам дека имаме носии кои што се многу стари, над 80 години. Која е најстарата носија што ја имате? Над 80 години. Над 80 години. И за крај, верувам дека никогаш не престанува потрагата по вакви парчиња насекаде низ овој регион. Дали имате некаде од каде што ги земате? Да. Дали правите, значи, обиколка по селата, по старите баби, по старите жени да ви понудат носи? Значи, старите баби по селата, тие доброволно ги донесуваат нивните носи кај нас во Домот на културата. Ова година имаме можеби над 10 оригинал овчеполски носи кои што ни се донирани од некои баби. Браво! Воедно да им се обратиме на нашите гледачи кои што живеат во овој регион и се собственици на вакви носи, се разбира да ви се обратат и да ги донираат за следните наши генерации. Викторија, ви благодарам на учеството. Благодарам и на вас.
Е тука некаде, драги мои, и крајот на денешната преубава везилка. А јас што би можел да кажам нешто повеќе од тоа што го видовме денес во нашата емисија. Можам само да ви дадам една топла и голема препорака на сите вас кои што до сега не сте биле во Свети Николе, да дојдете бидејќи има на вистина што да ви понуди Свети Николе. А мојата колешка сигурно има нешто да ви каже за крај. Ве поздравуваме, драги гледачи, сите вие гости од Свети Николе и позади камерите. Едноставно, ова везилка ми беше уживање и ова патување не завршува овде. Ние продолжуваме заедно со ова следната недела во истото време на фреквенцијата на Алфа телевизија со нови содржини и ново патување. Поздрави! Чао, ве сакаме сите! Прости ми најмило, признавам погрешив. Прости на жена која те љуби, те молам не оди. Никој пат повеќе, друг не ќе посакам. Верувај само, тебе те љубам, ќе ти се заколам. Како во тебе јас да погледнам, болка да скријам, да не заплачам. Солза од срце ќе те проколе, камен да беше, ќе ми простеше. Како во тебе јас да погледнам, болка да скријам, да не заплачам. Солза од срце ќе те проколе, камен да беше, ќе ми простеше. Зошто не веруваш, вака ме убиваш? Живот ќе дадам, твоја да бидам, без тебе не можам. Никој пат повеќе, друг не ќе посакам. Верувај само, тебе те љубам, ќе ти се заколам. Како во тебе јас да погледнам, болка да скријам, да не заплачам. Солза од срце ќе те проколе, камен да беше, ќе ми простеше. Како во тебе јас да погледнам, болка да скријам, да не заплачам. Солза од срце ќе те проколе, камен да беше, ќе ми простеше.
pogledam, Volka da skrijam, da ne zaplačam, solza od srce, ke te prokone, kamen da veše, ke mi prosteše, solza od srce, ke te prokone, kamen da veše, ke mi prosteše.